Јас повеќе од 10 години се занимавам со истражување на јавното мислење. Во тој период сум направил повеќе од стотици анкети. Сум соработувал речиси со сите анкетари во Република Македонија. Нашите резултати биле објавувани на насловните страни на вестниците, биле цитирани во ударните вести на телевизија. Неколку пати точно ги прогнозиравме изборните резултати. Впрочем, заради тоа и политиколозите и анкетарите се здобија со кредибилитет и со професионален авторитет. Заради тоа што работевме честно, одговорно, професионално, подковани со современи научни познавања. Имавме мисија да покажеме дека политичката наука е модерна дисциплина, дека стручноста и модерните вештини можат да се користат за да се подобри политиката. Анкетите се само инструмент во тоа. Анкетите служат да се слушне гласот на јавноста. Анкетите служат да се изработат добри политички стратегии и да се изработат квалитетни политички решенија. Со анкети не може да се испере грижата на совест, а со нарачани анкети не може да се избегне политичката одговорност. Во анкетите прашањата треба да бидат поставени точно и прецизно, а не да бидат манипулативни и наведувачки. Во анкетите резултатите треба да ни кажат нешто што не знаеме, а не да бидат однапред смислени за да оправдуваат нечија политичка агенда. Скандалозно е и недозволиво да се поставуваат манипулативни прашања за да се добијат фингирани одговори. Ако било кого прашате во Република Македонија дали треба да се почитува редот, секој ќе каже да. Но ако ги прашате дали го оправдувате насилното изфрлање на новинари од Собранието на Република Македонија на 24 декември, еве го одговорот. Ако прашате дали го оправдувате насилното изфрлање на пратеници од Собранието на Република Македонија на 24 декември, секој ќе рече не. Почитувани, никој во Република Македонија не го оправдува црниот понеделник. Тој ден нема да се заборави. Од тука, Трајко Велјановски со наместената анкета се обиде само невешто да се спаси од одговорноста. Реалноста е дека тој, како председател на Собранието, како прв меѓу еднаквите, за жал го прекрши редот. Му се случи она што на ниту еден досегашен председател на Собранието на Република Македонија не му се случило. Насилно беа изфрлени новинари од Собранието и насилно беа изфрлени пратеници. Оставка! 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 На тој начин Трајко Велјановски директно помогна да се струши легитимитетот на Собранието на Република Македонија. Затоа деновиве Велјановски не треба да манипулира со анкети, туку на целата македонска јавност, собрана овде и низ цела држава, и должи одговор на прашањето дали била негова одлуката насила да се изфрлат пратеници и новинари од Собранието или пак извршувал туги народби. Господине Велјановски, на македонскиот народ и на целата држава му должите одговор. Кој даде наредба да се прекрши Уставот на Република Македонија и кој даде наредба да се погази демократијата во државава?